Зошто пациентите кои имаат зголемен шекер во крвта мора да бидат физички активни? И го подвлекувам терминот мора. Како физичката активност придонесува подобро да се искористува шекерот од мускулите, па дури и до 5 пати повеќе? Може ли пациенти кои што имаат утврден диабет да претераат со физичка активност? На сите овие прашања одговорите ќе ги дадеме во следните неколку минути. Во денешното видео ќе зборуваме за поврзаноста помеѓу физичката активност и зголеменото ниво на шекер во крвта. На што треба да пазат пациентите кои имаат преддиабет или диабет? Како инсулинот е поврзан со физичката активност? Што е инсулинска отпорност, инсулинска резистентност или така наречена хиперинсулинемија? Денеска ќе одговараме на многу важни прашања. Постојат два вида на физичка активност. Физичка активност која што се нарекува аеробно вежбање или кардио, и таа е поврзана со вежбање на подолг период, кога ќе се крене енергијата во телото, кога метаболизмот ќе почне побрзо да работи, например пешачење или трчање, тоа се тие долгорочни начини на вежбање. И втората група на вежби се однесува на вежбање со тежини или со отпор. И едниот и другиот начин на физичка активност има свое место кај пациентите со зголемен шекер во крвта. И ние ги препорачуваме и едните и другите. Аеробното вежбање придонесува за тоа да се троши во моментот подобро шекерот, но и подобрува густина на митохондрии, што значи го зголемува капацитетот на мускулите подобро да го обработуваат шекерот. Неговите ефекти не се само во периодот додека се случува, туку и неколку часа подоцна. Уште подолгорочен е ефектот на вежбањето со тежини, бидејќи тоа придонесува не само за намалување на шекерот, туку и за зголемување на мускулната маса. Мускулната маса пак подоцна исто така значително повеќе го троши шекерот и за тоа придонесува за долгорочно намалување на шекерот во крвта. И едниот и другиот начин на вежбање се неопходни за луѓето кои што имаат зголемен шекер во крвта. Диабетес тип 2 или диабет кој што е поврзан повеќе со возрастните луѓе. Уште се нарекува и диабет кај кој што има инсулинска резистентност или отпорност кон инсулин. Да го објасниме најнапред овој термин – отпорноста кон инсулин. Инсулинот ни е потребен за да може шекерот кој што се наоѓа во крвта да влезе во мускулите. Честопати него го објаснувам како едно цевче и без тоа цевче шекерот не може толку лесно да навлезе во мускулите на кои што најмногу им треба. Кога во мускулите има многу големи резерви на масти, односно мали капки од триглицериди, тогаш мускулната клетка препознава дека е полна со енергија и му дава отпор на инсулинот. Не сака да го прифати и не му дозволува на инсулинот да го внесе шекерот во мускулната клетка. Тоа е првата фаза и тука почнува домино ефектот. Значи, присутните масти во мускулните клетки ја намалуваат нивната осетливост кон инсулинот и како резултат на тоа помалку шекер влегува во нив. Но шекерот нема каде да оди. Ако не влегува во мускулите, останува значително повеќе во крвта. Тоа го возбудува организмот, панкреасот гледа, така да речеме, дека расте шекерот во крвта и превзема акција. Таа акција е уште повеќе инсулин и така доаѓаме до така наречената фаза на хиперинсулинемија, кога во телото почнува да расте нивото на инсулин. Цевчињата кои што претходно им служиле на мускулните клетки да влезе доволно шекер во нив, сега веќе не се доволни и телото создава се повеќе и повеќе. Тука веќе зборуваме од таа првична фаза на инсулинска резистентност, преку хиперинсулинемија навлегуваме во предиабет,
односно започнува видливо зголемување на шеќерот во крвта. Следната фаза, ако организмот подолго време не може да се избори, а ние не му помагаме ниту со храната, ниту со физичката активност, придонесува да го турнеме во последната фаза, да стасаме до фазата на диабет. Тоа е приказната на инсулинот и развојот на диабетот. Каде доаѓа тука физичката активност? Во самата срж. На тој домино ефект видовме дека првото турнување на првата домино коцка е токму концентрацијата на масти во мускулните клетки. Ако има доволно физичка активност, тие масти се трошат. И цел овој процес кој што досега го објаснуваме, просто не може да се случи. Од самиот почеток го стопираме. Тоа е местото. Тоа е улогата на физичката активност во појавата и во спречувањето на диабетот, или дури ако веќе се појавил, така делува на неговото подобрување или враќање назад. Намалување на концентрацијата на мастите во мускулите и подобрениот одговор кон инсулинот. За крај практични совети. Доколку веќе сте приметиле дека шеќерот почнува да ја надминува горната граница, време е да се активирате. Првата препорака можеби ќе гласи да почнете малку повнимателно, особено ако претходно имало долг период на физичка неактивност. Можеби за тоа ќе треба и да го консултирате својот лекар, за да провери дали состојбата ви е таква, за да можете да почнете со вежбањето. Почетокот може да биде 10-15 минути физичка активност, односно пешачење, но треба да стасате до најмалку 30 па и до 40 минути пешачење на ден. Секако, и доколку одлучите да трчате или да имате поголема физичка активност, и тоа не е проблем за луѓе кои што имаат диагностицирано диабет. Единствено што треба да пазите е што ќе се случува по завршувањето на физичката активност. Имено, 1 час после физичката активност ќе почне шеќерот да паѓа, а тоа некогаш е и 12 часа после интензивната физичка активност. Тогаш само треба да внимаваме да не дојде до хипогликемија или до значително намалување на нивото на шеќер во крвта.